Се поголем број деца во Македонија се соочуваат со проблеми во говорниот развој, предупредуваат логопедите. Во последните години, според нивните проценки, значителен е бројот на деца со неправилно изговорени гласови, одложен говор и нарушена артикулација. Причините за говорно-јазични проблеми може да бидат од органски, неоргански или психолошки тип и под влијание на средината. Се почеста е појавата на така наречениот екранизам кај децата, наликува на аутизам, има слични елементи, но не е аутизам, туку е екранизам и е предизвикан од срединските фактори во кои што детето расте доколку е изложено предолго време во несоодветната возраст пред екрани. Детето учи да зборува преку гледање лица, артикулација и имитирање на возрастните. Кога голем дел од денот е поминат пред екран, овие природни механизми се нарушуваат. Современиот начин на живот и трендот на електронско смирување на малите деца со видео и апликации доведува до тоа се поголем број од нив да не ги совладува основните говорни фази на време. Детето гледа движење и звук, но не комуницира, а комуникацијата е сршта на говорниот развој. Предолгота изложеност пред екраните не го дава потребниот градежен материјал за да се овозможи здрава сензорна интеграција која е многу важна за развојот на здрава единка. Не е добро детето од најраната возраст од 0 до 3-4 годишна возраст да биде изложувано пред екрани и да користи таблети, да му бидат овозможени достапни телефони и сето она кое што негативно влијае, затоа што информацијата детето ја добива како сетилно чувство. Екранизмот станува сериозен фактор во говорните нарушувања на децата, а решението е во комбинација на информираност, активна родителска улога и навремена професионална поддршка. За Сител, Трајан Ристовски.